Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Драги мои, доаѓаат мигови кога ни изгледа дека се доаѓа против нас. Што правиме тогаш? Со истото се соочуваше и апостол Павле кога сите го оставија. Го затворија во затвор затоа што зборуваше за добрите вести. Имено во второ послание до Тимотеј пишува: Погрижи се да дојдеш при мене скоро. Оти Димас ме остави, бидејќи го засага сегашниот свет, и отиде во Солун. Крискент во Галатија, Тит во Далмација, само Лука е со мене. Земи го Марка и доведи го со себе си, оти ми е нужен во службата. А Тихика го прати во Ефес. Кога ќе дојдеш, донеси ја наметката што ја остави во Троада, кај Карп и книгите, особено пергаментите. Ковачот Александар ми направи големо зло, нека му врати Господ според делата негови. Од него пази се и ти, бидејќи тој необично многу се воспротиви на нашите зборови. При мојата прва одбрана никого немаше при мене, сите ме оставија, нека не им се прими за грев. Имаше ли Павле некој покрај себе? Сите го оставија сам, го напуштија. Зарем не е со нас така понекогаш? Сите не оставаат, не напуштаат. Очекуваме поддршка, но не ја добиваме. Очекуваме разбирање, утеха, но не ги добиваме. Или пак се соочуваме со сосем поинаков предизвик кој ни представува голема тешина. Приказната на апостол Павле не завршува тука, туку понатаму во писмото стои: Но Господ беше со мене и ме укрепи, та преку мене да се утврди благовестието и да чујат сите незнабожци, и јас се избавив од устата на лавот. Господ ќе ме избави од секакво лошо дело и ќе ме запази за своето небесно царство. Нему слава во веки веков. Зарем оваа порака не е моќна? Што повеќе треба да се зборува после ова? Зарем не го имаме истото што го имаше и апостол Павле? Верата во Бога, го имаме Божиот збор. И Аврам и Сара беа во подоцнежни години кога добија дете, како што пишува: Му поверува Аврам на Бога и тоа му се прими како оправдание. Кога сета надеж изгледа изгубена, кога сите околности изгледат поразителни, токму тогаш треба да ја активираме нашата вера во Божиот збор. Бидејќи небесниот татко рече: Јас сум семоќен, јас сум се што ти е потребно. И покрај тоа што изгледа дека сме во безизлезна ситуација, нам не ни е судено да останеме во таа ситуација. И треба да кажеме: Јас не останувам во оваа позиција. Треба со очекување да ги искусиме Божјата сила и неговата чудотворна моќ. Во псалмите пишува: Дните мои се во твоите раце, избави ме од рацете на непријателите мои и од гонителите мои. Нека засветли лицето Твое над слугата Твој, спаси ме со Твојата милост. Ме услижи Господ и ме помилува, и Господ стана помошник мој. Ти ја претвори тагата моја во радост, го симна од мене костретот и ме препаша со веселба. Што е потребно да запомнеме во тешките мигови?
Треба да запомнеме дека небесниот татко секогаш е со нас. Како што потврди апостол Павле, но Господ беше со мене и ме укрепи. Дури Исус Христос ни рече: никогаш нема да те напуштам, нема да те оставам. Толку се фокусираме на околностите на луѓето околу нас, што забораваме дека небесниот татко е секогаш со нас, дека тој е повеќе од доволен. Да, го имаме чувството дека сме сами, но не е така. Не сме навикнати да реагираме и да размислуваме поинаку. Дека постојано имаме некој покрај себе и во себе. Севишниот, семојкиниот небесен татко. Ѓаволот ни шепоти дека сме сами, напуштени, дека немаме помош. Истото го направи со Ева, ја убеди дека небесниот татко не им даде се. Дали тој на вистина ви кажа се? Дали на вистина ви даде мудрост и знаење? Зарем не ви скри нешто? Тој не води грижа за вас. Понекогаш ќе се чувствуваме дисконектирани, исклучени од небесниот татко. Но нашите впечатоци и емоции не секогаш правилно ја расудуваат вистината. Нашите чувства не ја покажуваат вистината. Не мора да чувствуваме за да ја знаеме апсолутната вистина. Нели Божиот збор гласи: верата доаѓа од слушањето, а слушањето од Божиот збор. Во книга пророк Јоил, 3 глава, стои: слабиот нека вели: силен сум. Сатанат е тој што сака да се чувствуваме сами, напуштени, безнадежни, скршени, разочарани, тажни, обезхрабрени. Во второ послание до Коринтијаните, 2 глава, пишува: за да не земе сатаната предимство над нас, зашто не ни се непознати неговите намери. Неговата намера е да не лаже, измамува, да ја спревртува вистината. На тој начин им го украде целиот благослов на Адам и Ева. Но, благодарение на Исус Христос, ние тој благослов повторно го имаме. Така што, во мигови кога сме ставени во искушение да се откажеме, треба да ја донесеме одлуката во што ќе веруваме.
во лагите на сатаната или во ветувањето на Небесниот Татко. Небесниот Татко стои со нас, а зошто не би стоеле и ние со Него? Зарем Исус не ни укаже во Матеј 18 глава? Зашто каде се двајца или тројца собрани во Моje име, таму сум и јас посреде нив. Небесниот Татко не сака да ни наштети, да не казни, да не омаловажи. Токму напротив, да не спаси, да ни помогне, да не оздрави, да не благослови, да не охрабри. Едноставно да ја покаже неговата слава преку нас. Тој е чиста љубов. Да ги тргнеме од нашиот ум тие погрешни мисли за Небесниот Татко. Во псалмите пишува: Вкусете и видете колку е добар Господ. Блажен е човекот кој се надева на Него. Тој е се што ни е потребно. Тој е Бог на пробивот. Тој е чудотворецот, тој е светлината во темнината. Тој ни дава мир и спокој, како што ни рече: мир ви давам, мојот мир ви го давам. Исус седи од десната страна на Небесниот Татко и посредува за нас, се моли за нас. Зашто би се грижеле? Небесниот Татко ни дава сила во мигови кога ни треба. Ако сте ја прочитале случката на Давид со Голијат, Давид беше дете, а Голијат джин. Давид му одговори на филистеецот Голијат: Ти одиш против мене со меч, копие и штит. Јас пак одам против тебе во името на Господ Саваот, Бог на Израилевата војска, која ти ја навредуваш. Сега ќе те предаде Господ во раката моја и јас ќе те убијам. Ќе симнам од тебе главата твоја и ќе им го дадам твојот труп и труповите на филистејската војска на птиците небески и зверовите земни. И целата земја ќе дознае оти има Бог во Израилот. И сите овие луѓе ќе разберат дека не со меч и копие спасува Господ, зашто тоа е војна на Господа и Он ќе ве предаде во рацете наши. Небесниот Татко може да направи се заради Светиот Дух што е во нас. Секој од нас успешно ќе заврши мисијата на оваа планета Земја. Во Исаја 40 глава пишува: Тој му дава сила на уморениот и му дарува јачина на изнемоштениот. Се уморуваат и момчињата и ослабуваат, и млади луѓе паѓаат, а оние кои се надеваат на Господа ќе обноват силата своја. Ќе кренат крилја како орли, ќе трчаат и нема да им биде тешко. Ќе одат и нема да се уморат. Еден од псалмите гласи: Ги кренав очите кон горите, од каде помош ке ми помогне. Мојата помош е од Господ кој ги создаде небото и земјата. Тој нема да дозволи да се помести ногата твоја, нема да задреме оној кој те пази. Не дреме и не спие оној кој го пази Израилот. Господ е твој чувар, Господ е твоја закрила од кај твојата десна рака. Сонцето дење нема да те гори, ниту месечината ноќе ќе ти штети. Господ ќе те запази од секакво зло и ќе ја чува душата твоја. Господ ќе го пази излегувањето твое и влекувањето твое од сега и до века. Бурата во нашиот живот ја испрати сатаната, но Светиот Дух ќе искористи за да не однесе во висините каде што е мирот, благословот, успехот, просперитетот. Треба да сме свесни дека Небесниот Татко ги води нашите борби токму сега. Не утре, не задутре, туку сега, во овој момент. Во духовниот свет тој веќе планира, создава, поставува, организира се за наше добро. Кога ние се молиме, тој действува. Во втора книга Летописи е напишано: Не плашете се и не стравувајте од тоа големо множество,
зашто војната не е ваша, туку Божја. Небесниот Татко ќе не избави од секое зло, од сите луѓе што ни направиле зло. Да не се фокусираме на оној што ни нанел штета, тоа ќе ни ги украде радоста, мирот и спокојот. Зошто да влегуваме во мрежата на непријателот? Кога нешто или некој доаѓа против нас, да знаеме дека Небесниот Татко создава нешто ново во нас, нешто прекрасно. Затворот на Павле не беше крај, туку почеток на нешто ново. Тој потоа ја пренесуваше добрата вест на секаде. Истото важи и за нас. Мрачното место во нашиот живот не е крајот. Дел од Псалм 40 гласи: Долго време се надевав на Господа, и Он се наклони над мене и ја чу молитвата моја, и ме изведе од лабочината на јадот и од лабока тиња, па ги постави нозете мои на камен и ги зацврсти стапалата мои. А во устата моја вложи нова песна, похвала на нашиот Бог. Мнозина ќе видат и страв ќе ги опфати и ќе се надеваат на Господ. Блажен е оној човек чија надеж е името на Господ и не се загледува во ништожни работи и лажни воодушевувања. Just trust and believe. You're gonna see your miracle. Нашата приказна ќе биде сведоштво за Божјата благонаклоност кон нас. Ние ќе бидеме мотивација и инспирација за другите. Драги мои, ви упатува молитва преку Псалм 91. Ти, кој живееш под покрив на Севишниот, што се одморуваш во сенката на Седржителот, речи му на Господа: Прибежиште мое, тврдино моја, Боже мој, на кого се надевам. Зашто тој ќе те ослободи од примката на ловецот, од гибелниот помор. Ќе те заштити со своите крила и ќе се засолниш под неговите крила. Неговата вистина е штит и закрила. Не ќе се боиш од ноќен страв, нит од стрелата што лета дење, ни од поморот што се подкраднува во темнина, ни од гибелта што пустува напладне. И нека паѓаат 1000 покрај тебе, 10.000 до твојата десница, но до тебе нема да се приближи. Само штом ќе погледнеш со окото, веќе ќе ја видиш платата на грешниците. Зашто Господ е твој засолниште, го избра Севишниот за своја закрила. Нема да те најде несреќата, неволјата нема да се приближи до твојот шатор, зашто им заповеда на своите ангели да те чуваат на сите твои патишта. Ќе те носат на раце, за да не се сопнеш на камен. Со ногата ќе газиш лав и лутица, ќе ги згаздиш лавот и змијата. Ќе го избавам, зашто ме љуби, ќе го закрилам, зашто го познава моето име. Ќе ме повика, а јас ќе го слишам. Со него ќе бидам во неволја, ќе го спасам и ќе го прославам. Ќе го наситам со многу денови и ќе му го покажам моето спасение. Благослов, драги мои. Just trust and believe. You're gonna see your miracle, I promise you. Just trust and believe. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓурѓиевска Костадиновиќ. Под покровителство и во соработка со Господ Исус Христос и Светиот Дух. Just trust and believe. You're gonna see your miracle, 'cause I'm on the move, and I'm on the move. Eliezer